Најголем проблем во ова село е водоснабдувањето. Водата за пиење долги години им недостасува на жителите на населеното место Каналтларци. Затоа општина Прилеп направи еден проект, еден елаборат каде што направи постапка за бушење на бунар, ново водоснабдување на ова населено место, така да јавната набавка е завршена, избран е економскиот оператор и после завршувањето на овој викенд на Рамазан Бајрам, идната недела почнува со работа со бушење на бунар, долго очекуваниот, и мислам дека во разговор со економскиот оператор за многу брзо, за кратко време ќе имаме вода за пиење во ова населено место. Јас се надевам дека еднаш за секогаш проблемот во Каналтларци ќе се реши со водоснабдувањето, а секако и за техничка вода што им е потребно на граѓаните од ова населено место. Во оваа прилика сакам да истакнам дека продолжуваме и со градежните активности во изградбата на инфраструктурните работи во општина Прилеп и населените места. Од почетокот на идната недела ќе почне реконструкција на патната мрежа во селото Каналтларци и тоа ќе биде во должина околу 1 километар, така да ќе се заокружи целокупната инфраструктура во ова населено место. Да напоменам дека после тоа ќе се направи правење на патната мрежа и во населените места Ерековци и во Тополчани, така да во овој временски период за 2 месеци, април и мај, ќе биде завршени активностите што ги прави овој општина Прилеп во смисла на реконструкција и на рехабилитација на патната мрежа во нашата општина. Селото Каналтларци, кое што брои повеќе од 2000 жители, користи бунар за производство на пивка вода со капацитет од околу 2,5 литри во секунда и 4 киловатна пумпа спуштена на околу 50 метри. Се очекува, според проектот кој што ги изработи општина Прилеп, новиот бунар да има издашност најмалку 5 до 7 литри во секунда, што значи 3 или 4 пати повеќе од вкупните количини на вода со кои што се водоснабдува селото во овој момент. Тоа значи дека долгорочно, деценискиот проблем со водоснабдување на село Каналтларци, кое што реално во минатиот период беше најпроблематично со водоснабдување, очекуваме да биде решен. Веднаш после завршување на работата со бунарот ќе биде направена проверка на квалитетот на водата од страна на Центарот за јавно здравје, спроведена линија до моменталните водоводни линии со кои што се носи вода во селото и граѓаните на оваа рурална заедница практично ќе добијат доволно количина вода за пиење. Благодарност до началникот, до локалната самоуправа што ни имаја слух, што ни слуша овој слух, ни долгорочен проблем се решава со водата. И асфалтирањето улицата, да се асфалтирани ова улица не е асфалтирана и тампон нема турено, значи уште еднаш благодарност, најпрво ни беше битно водата да ни се реши.